Фудбалскиот погон на Брегалница се мобилизира за престојниот полуфинален куп надпревар со екипата на Академија Пандев. Во услови на коронавирус се почитува одлуките на здравствените институции, така да играчите на денешниот тренинг носеа задолжителни маски, а туку беа и неопходни оние средства за дезинфекција. Тестирањето од корона по негативните резултати вчера започнавме со групни тренинзи по препораките на ФФМ и на Министерството за здравство. Овие два дена тренираме по мали групи, се надеваме од понеделник да прогресираме во поголеми групи за на крај да се продолжи со колективни тренинзи. Играчиот кадар е во комплетен состав, вредно работеше и ги извршуваше онлайн инструкциите кои беа неопходни за одржување на формата и на тренажниот процес. Вчера започнавме со тренинзи, после речиси 3 месеци една подолга пауза, која што до сега е невообичаена за наши услови. Успеавме да се консолидираме, да се собереме, на список имаме 24 играчи, од кои се 3 голмани, значи комплет список на играчи кои што беа и пред кризата. Почнавме со тренинзи, јас се надевам дека играчите, односно резултатите што ги добивме од вчерашниот така мини тест се коректни, че ние во паузата имавме онлайн тренинзи, имавме индивидуални програми. Мислам дека нема да се одрази толку многу паузата на нивната форма, на нивните перформанси и дека се ќе биде во ред во наредните денови. Имајќи во предвид дека престои полуфинален куп надпревар, кој ќе биде само еден надпревар. Академија Пандев ќе биде во процес на првенствен дел. Брегалница ќе паузира. Дали размислувате за пријателски надпревари, контролки до тој период? Па да, како што рековте, се трудиме да го надминеме тој проблем, че некаде околу 10 месецов, односно јуни, очекуваме пријателски надпревар со Македонија Ѓорче Петров. Тој надпревар треба да биде потврден, значи неофицијално е договорен. И во зависност од точниот датум на почеток на првенството ќе го направиме и конкретниот план за овој предстоен период. Ја мислам дека без оглед на тој хендикеп што нема да имаме некои такмичарски надпревари, мислам дека ќе го надминеме тој проблем и дека ќе бидеме во добра форма и во добра физичка припрема на надпреварот кој што ни следи. Играчите се подготвени да го дадат својот максимум и да постигнат вреден резултат во овој полуфинален надпревар, што ќе значи и еден бонус во пресет на јубилејот 100 години Брегалница. Функционираме добро, барем јас сум тука скоро 2 месеци бев со нив. Одлично, има одлични тренинзи, се прилагодив на нивната работа и за сега мислам дека одлично. Брегалница ми се чини беше единствен екип, како второлигаш, која сите надпревари овде во Штип со цел заштита на играчите по здравјето, оние тропски температури играше ноќни надпревари. Исклучок беше во Македонија. Па точно, тоа не може секој прволигаш да си го дозволе. Сите знаеме какви се терените кај нас и кои екипи имат такви услови. А Брегалница е една од тие ретки екипи, кај што веројатно јас до сега не сум играл во Брегалница на тука во Штип на ноќе надпревар. Се надевам дека ќе биде следната година, ако биде се како што треба. Сето ова е под голем знак прашалник и неутврдени официјални термини за одигрување на полуфиналните куп надпревари. А ситуацијата се комплицира и со денешната информација за заболени играчи со COVID-19 на екипите на Шкендија и на Ренова.